Благодарам. Навистина е така, дека пред многу години бевме и сведоци во големата радост на семејството на брат Данило и сестра Перса. И ние се радуваме. Особено денес, како гледам, многу присутни. Навистина, денешнава сабота оди во прилог на темата која што е за нас денес предвидена. А би го замолил брат Борче на екранот само да го пушти, односно со најголеми броеви да напише 1844. Може, нели? И да биде тоа насловот. Среќен роден ден, браќа и сестри адвентисти на седмиот ден, и вие кои не пратите ширум целиот свет, адвентисти на седмиот ден. Би била историска неправда денешниот ден да се прескочи. 22 октомври 1844 година, кога се удрени темелите на адвентизмот. На овој ден, запишан во разните енциклопедии и Википедија позната денес, Милеритскиот покрет или покретот на Вилијам Милер го прецизира датумот на исполнувањето на најзначајното пророштво во Светото Писмо. Најзначајното пророштво од Данило 8.14 до 2300 вечери и утра или денови светињата ќе се очисти. Најзначајното пророштво се исполни и се удри темелот на адвентизмот. Без темел нема градба. Без среќен роден ден адвентисти на седмиот ден не би се потсетиле дека денес, на денешен ден, сме живи, штом си честитаме, зашто умрените не го слават Господа, туку живите. А штом е среќен роден ден, значи Божја милост и љубов е што сме денес во Неговиот дом. Беше 72 година кога првпат дознав за најубавата вест во мојот живот. Дека Христос доаѓа. Дека овој живот е ништо, поминлив,
i pominува обличието на овој свет. Нема ништо да остане од овој материјален свет. Зашто заминуваме, наскоро одиме дома. Таа надеж, тоа исполнување, најпрвин го почувствувале на северноамериканскиот континент следбениците на Вилијам Милер. Имало противници и тогаш, кои на денот кога Христос не дошол, почнале со нивните подбиви, со ароганција, со исмевање. Каде е вашиот Христос кого го чекавте? Да, не дошол на земјава, за која што мислеле дека е светињата. Ама светињата е на небото, од каде што доаѓа Христос, а претходно ќе ги очисти нашите гревови, за да не поведе горе. Кога рековме темел на адвентизмот, тоа нешто го има потврдено и пророчицата на последното време, Елена Вајт. Темел на нашата вера е што? Светињата, која се состои од два дела. Светиња, првиот дел, и светиња на светињата. Во тој втор дел, на денешен ден, Христос влегол од првиот дел на светињата. Кога велиме светиња, тоа е небесната црква, по чиј модел е направена црквата уште во пустината, прикажана во детали на пророкот, најголемиот војсководач на сите времиња, Мојсие. 1844 година. Верувам дека денес многумина ќе ја прескокнат. Односно ќе се приклучат кон групата на подсмевачи, подбивачи. Оние кои што ќе се изедначат со многумина кои тргнале од Египет, земјата на робството, на тогашниот Божји народ, избран народ, следбеници, односно потомци на Аврам, Исак, Јаков. Следбеници на Бог Аврамов, Бог Исаков, Бог Јаковов. Оној народ кој што тргнал египтјани, атеисти, зашто според нивниот фараон рече: не признавам никаков Бог, зашто сум јас Бог. Фараонот. И ова 1844 година не е само година на адвентизмот. Тоа е темата. Туку е година на друга родена религија. Слободно можеме да кажеме родена религија
Tokmu ova godina. Što se sluči vo 1844. godina? 25-godišnjot, mlad, nekoj go ima duri i narečeno kikiritka pamet. Kikiritka. Očigledno umen, no idejata što ja plasiraše podocna na celiot svet i ostana do den denešen, pušti dlaboki korenja. To beše mladiot Karl Marx. I ova godina pokraj adventizmot se rađa marksizmot. Kako pandan, kako kontra ofanziva na големата Божја вистина и исполнувањето на најзначајното Божјо пророштво од 2300 денови, односно години, а кои ќе завршат 1844 година. За ова наоѓаме потврда во 7-та, 8-та, 9-та посебно глава на книгата на пророк Данило, каде што се 70 седмици од тие 2300 години, 70 по 7, тоа се 490 години одсечени за израелците, како избран народ. И тие ќе завршат, се разбира, во моментот кога нивниот сограѓанин Стефан ќе биде каменуван од кого? Од нив. А тој им сведочеше за Христос на небесата или Христос во светињата, од каде што ќе дојде. И тогаш заврши милоста Божја за избран народ и почнување на период на проповедање на радосната вест на незнабожците, меѓу кои сме и ти и јас. Многу лесно можеше да останам, односно и ти да останеш во овој свет, ако не одговоревме позитивно на Божиот позив: елате кај мене сите, кои сте уморни, натоварени, обременети, и јас ќе ви дадам одмор, а на многу места и вечен живот. И така, денес ние си честитаме среќен роден ден адвентисти на 7-миот ден, вие присутни овде и низ целиот свет. Дваесет и 5-годишниот Карл Маркс веќе го имал напишано ракописот во оваа година по име Економски и филозофски ракопис, понекогаш наречен и како париски документ, бидејќи таму тоа го напишал. Ова е рамката на комунистичкиот манифест, кој велам како религија. Треба многу повеќе вера
за да се тврди дека нема Бога и дека Господ или верата во Бога е опиум за народот. Ние произлегуваме од такво општество. Во светот се менуваа општества. Разни системи, разни филозофски погледи. Ништо не остана вечно. Кога рековме најзначајното пророштво од 1844 година, имаше многу други пророштва, ама ова е најзначајното. Пророштвото за пропаста на Тир. Кога Александар Македонски сакал да го освои царството на Тир, па тие се повлекле на остров, а пророштвото кажува дека правот, земјата ќе биде фрлена в море, за да се направи пат и да се покори Тир. Исполнето пророштво за Тир од Александар Македонски. За Сидон, за Вавилон, многу пророштва се исполнија. И сите беа значајни, ама најзначајно пророштво е ова, браќа и сестри. Темелот на твојата и мојата вера. Без ова пророштво, јас не би бил денес овде, веројатно во светот на славните, колку можеш да се лакташ, да се буткаш, да си нечесен, непоштен, неморален, таквите во главном денес во светот успеваат. И 2 на 1, кај си бил нигде, што си работел? Ништо. Бедно. Бедна замисла во животот. Дека животот завршува со смртта и ништо потоа. Не. Животот започнува со Христа, кој беше даден, зашто на Бога така му омиле светот, што и Синот свој го прати, Син ни се даде, за ниеден кој верува во Него, да не загине, туку да има вечен живот, а за да има вечен живот, треба да дојде Исус Христос. Тоа да дојде е потврдено 1844 година и покрај големото разочарување. Во 10 глава Откровението, само наредниот стих, после тоа големо разочарување, во 10 глава 10 стих, наредниот стих 11 вели: треба да уште многу пророкуваш. Имаш уште работа. Од 1844 година, денес адвентизмот, или покретот на адвентистите на 7-миот ден, е најбрзо растечка верска организација. Оваа година почнаа со некаде 3.500 следбеници. За волја на вистината, адвентизмот не е од споиме од 1844, туку е од 1. октомври 1860 година.
16 години подоцна. Кога еден од верниците во Батл Крик, Мичиген, на еден нивен собор го предложи најубавото име што може да го имаме. Адвентисти на седмиот ден. Тој се викаше, вредно е да го споменеме и неговото име. Дейвид Хјуит. Дейвид Хјуит. На 1. октомври е роден денот 1860 година. По име, но суштински чекателите, адвентисти, значи чекатели, на второто Христово доаѓање, зашто еднаш беше и се отелотвори, речта стана тело, кога Исус, синот, машкото од Бога, да не заборавиме, машкото, дојде, стана тело и се всели во нас. Речта се всели во нас. Тоа беше пред 2020 години. Сега доаѓа повтор пат. Тоа е блажената надеж. Надеж без илузии. За разлика од светов, кој што живее во илузии, без надеж. Светов кој денес се наоѓа во најкритичниот период. Се почна пред 3 години со голема светска здравствена криза, пандемија или пландемија. Со тешки последици до ден денес и уште не мируваат, не застануваат креаторите. Па продолжи со 24 февруари 2022 година, со почеток, слободно може да кажеме, на трета светска војна. Криза која што надвиснува како Дамоклов меч на целиот свет со веќе декларативните закани за нуклеарна светска војна, а од таква нуклеарна светска војна нема преживеани. Нема да има. Па економска криза, глад, допрва иде, глад, политичка криза, еколошка криза. Што да кажеме за она што Европа, во која трчаат многумина, безглаво. Европа јавно аплаудира во нивниот Европски парламент за ЛГБТ. Сите аплаудираат со акламативно прифаќање на тој стил на живот. Значи, се враќаме на марксизмот. Рамковна на комунистичкиот манифест беше 1844 година, која само 4 години подоцна, 1848 година, ја објави во целиот свет кој Карл Маркс, така наречениот
комунистички манифест. Зошто ова го кажуваме? Многу е важно. Многу е важно. Едноумието, браќа и сестри, може да се спроведе само во комунистички, лефтистички стил. Само во едноумие. Зошто? Па затоа што само е важно доброто на заедницата, а личното, поединечно добро, приватно, нема приватно. Во комунистичкото нема приватно. Тоа денес се заговара, особено од 2016 година, со така наречен Big Reset, големо ресетирање. А тоа значи дека она флоскула нивна нема ништо да поседуваш и ќе бидеш среќен. Треба да се спроведе. Нема ништо да поседуваш, а ќе бидеш среќен. Карл Маркс, идејниот зачетник на марксизмот, комунизмот, е во 1844 година. Јасно. Јасно е зошто. Спротивставување на Божјата идеја дека од оваа година е отпочнат истражниот суд за жителите на земјата, најпрвин за оние кои заспале, умреле, а не се знае кога ќе почне или кој ден ќе почне судот на нас живите. 1844 година е стартна година на тројната ангелска вест, а особено на третата во чие време денес живееме. Третата ангелска вест особено важна. Зошто? Затоа што на 15 минатиот месец, септември, се потпиша од страна на оној за кого третата ангелска вест вели кој ќе му се поклони на зверот и на иконата негова, ќе прими жиг на челото или на раката, тој ќе пие од вино на јароста Божја непомешано со милост. Кој ќе му се поклони? А тој работи бургија. Значи, најзначајната духовна денес личност која го води денес светот од 1929 година, од кога му е оздравена смртната рана, тој отиде во Астана, главниот град на Казахстан, од 14 до 16, односно на 15 септември го потпиша документот тој, папата Франциско и големиот имам на исламот Ахмед Тајеб, документот со кој формира една светска религија, наречена Хрислам. Кованица од две имиња. Христијанство, Хрис, Ислам. Хрислам на 15 минатиот месец
се оформи и отпочна во светот како синтеза на исламот и римокатолицизмот. Тоа беше 7-миот конгрес на светски лидери и големи традиционални религии. Како документ. Каков документ? Каков? Документ за човечкото братство. Нели асоцира на братство и единство? Во времето на комунизмот, марксизмот? Документ за големото братство. Човечкото братство. И има еден додаток. И заедничко живење. Па нели рече Кајафа, подобро е еден да умре, отколку сите да пострадаат, мислејќи за Исуса. Поарно Исус да биде распнат, отколку нашава нација да пострада. Целата заедница. Документ за заедничко братство, заедничко живење и човечко братство. Тоа е меѓурелигиски најзначаен настан минатиот месец, кој што ние, адвентистите, можеме и единствено ние можеме да го протолкуваме во светлината на Божјата реч и духот на пророштвото. Зашто кога ќе дојде денот на одлучување, недела или сабота, неделата, како неделен закон, ќе биде ставена како пробен камен за мене и за тебе. А ако не прифатиме недела, тогаш ќе бидеме виновни според овој документ и покажани со прст како оние кои се против заедничкото живење и светскиот мир. А двете најголеми светски религии, римокатолицизмот, кој што ги стави под крило сите протестантски заедници, освен адвентистите. Само адвентистите и донекаде уште некои се противат, ама од протестантските заедници единствени што продолжуваат да протестираат против сите видови на неправди означени во Библијата, тоа се адвентистите. Една светска религија од минатиот месец, а под водството на Ватикан, најмалата држава. Нема да поседуваш ништо, а ќе си среќен. 1844 година, не само година на адвентизам, раѓање на адвентизам, во суштина, рековме, името е добиено 1860, ама чекањето на второто Христово доаѓање е нагласено на денешен ден 1844 година. А сега слушајте внимателно. Во школите се уште се учи за постанокот на живиот свет и на човекот по некаков така наречен еволутивен пат. Па така испаѓа дека човекот е производ на еволуција и доаѓа од човеколики мајмуни. И денес во школите
нашите деца, нашите внуци ги учат. И ден денес оди спротивстави се нешто на таа наставна програма. Ти си непријател. Во оваа иста година, 1844, појавата на дарвинизмот. Не само на марксизмот, туку и дарвинизмот. Се случи биолошки, односно појави во биологијата во оваа година. Ако беше октомври 22, веќе наредниот месец непријателот се погрижи да ја пласира и промовира новата религија. Се е ова религија. Зашто треба да веруваш. А штом веруваш, тоа е религија. Веруваш дека човекот е од мајмун. И тоа е вера, религија. Како и комунизмот. Верува дека нема Бога. Па многу повеќе вера треба за неверство во Бога, отколку се што сведочи околу нас дека има Бога. Помалку вера треба. Зашто имаме сведоци, природата, животинскиот свет, растителниот, птици, животни, какви се видови, совршенство. Сето сведочи за еден мозок во универзумот или Господ Бог, Создателот. Ама, градејќи се мудри, вели апостол Павле во посланието до Римјаните 1 глава, полудеа. Роберт Чамберс е шкотскиот новинар кој во 1844 година во ноември месец објави книга под наслов Остатоци во природната историја на создавањето, што алудираше на трансмутации, што го нарекуваме и дарвинизам, или еволуција и макроеволуција. Оваа книга на Роберт Чамберс, 1844 година, беше предходник, како Јован Крстителот, кој што требаше да го приготви патот за Месијата, Господ Исус, така Роберт Чамберс го приготви патот за новиот Месија, Чарлс Дарвин. И неговата книга, која само 15 години подоцна, беше објавена под наслов За потеклото на врстите, на видовите. Токму во јули, ова е сега значајно, 1844 година, што ќе рече пред октомври, јули оваа година, Дарвин има напишано есеј, научен труд, од 230 страници, кој што ќе го прошири како оној веќе познат За потеклото на врстите. Веќе имал напишано оваа година есеј За потеклото на врстите. Зошто? Па во случај да умре, да веќе има напишано. Многу се плашеше од смртта Чарлс Дарвин. И некаде на смртната постела гласот на совеста проговорил и преку него. Собирајќи ги своите студенти како професор,
Им рекол. Само ова вие не можете да го прочитате. Ова е цензурирано. Им рекол на студентите, сето ова, што го напишав во книгата за потеклото на врстите и потеклото на човекот, јас го измислив. Не, ама не, професоре, немојте, вие ќе бидете славен. Немојте да се повлекувате. Адвентизам, марксизам, дарвинизам. Дали е ова случајно? Дали приметуваме нешто? Адвентистите од 1844 објавија почеток на судот Божји, истражниот суд. А после секој истражен суд следи и она другото. Изречен и извршен суд. А тоа ќе се случи кога Христос во вториот дел од црквата Божја горе на небото, тоа го знаат само адвентистите на седмиот ден, од сите протестанти, од католицизмот, од православието, никој поим нема каде е сега Исус Христос и што работи сега. Поим немаат. А сето е запишано. Уште од книгата на пророк Данило, 7 глава, кај што е опишан Божјиот суд. Кај што синот човечки пристапи кај старецот. Книгите се отворија и почна судот. 7 глава, 600 години пред Христа. Сето е запишано. А во книгата на посланието до евреите на светиот апостол Павле, до детали опишано. Факт е дека живееме во време на секуларизам и хуманизам. Ова хуманизам е опасно за, драги мои, за нас денес, но ние имаме Божјо ветување, не бој се мало стадо. Мало стадо, во споредба со светот, во споредба со светскиве религии, со хрислам, ако сме нешто над 20 милиони, а овие се милиарди денес во нивните религии. А ние сме мало стадо. Не бој се мало стадо. Зашто Божја волја беше вам, на малото стадо. Лука 8:32. Вам да ви го даде Божјото царство. Не на големото стадо денес во светот. Малото стадо. Адвентистите на седмиот ден. Намерно не велам на црквата на адвентистите на седмиот ден. Доста му е на овој светот разноразни имиња и цркви. Ние сме покрет. Почнат оваа година. И пред оваа година имаше добри истражувачи на Светото Писмо, како Исак Њутон. И децата веќе знаат кој е Исак Њутон. Тој имаше студија за пророштвата на книгата на пророк Данило и Откровение пред оваа година. Ама не беше како покрет почнат, туку светлосни млазеви, кои што треба да ја осветлат пред Христовото доаѓање целата планета. Овие светлосни млазеви не представуваат нас денес кои ова го изнесуваме.
дека Христос доаѓа. Тоа е нашата надеж. А ќе дојде откако ќе се пророкува после 1844 година. До денес сме 178 години. Ама едно е сигурно. Живееме во последната јубилејна година. Последниот јубилеј. Секоја 50-та година бил јубилеј. Верски празник, јубилеј, кога било опростување на сите задолжени, сите робови, се морало да се врати на она зашто и сам Господ Исус рече: дојдов да ги ослободам робовите. Значајна година. Живееме во оваа година, односно од оваа година до нас денес, изминати 178 години, а кога рековме последниот јубилеј, од 50 години, последната песка ја живееме. Која од прилика треба да се заврши, слободно може да кажеме, 27. 27 година се завршува последната песка од 120 пески. За Ное беа 120 години, за нас се 120 пески, односно јубилејни години. Зошто? Па затоа што 2027 година се навршуваат 6000 години грев на земјата, а за тоа сведочи духот на пророштвото. 7000 година одиме на небо. Си одиме дома. А за денот и часот никој не знае. Ни ангелите. Синот човечки знае. Во нашите преводи е запишано ни синот човечки не знае, ама во руската Библија не пишува така. Значи се работи за превод. Како може синот човечки да не знае кога ќе дојде? Создателот на светот, учесникот на самитот на светото тројство, кој што го направиле совршениот план за спасение, да не знае кога ќе дојде, кога ќе излезе од светињата на светињите. Драги мои, свечено време живееме. Материјалниот свет ќе изгори. Само да не изгориме и ние. Зашто кога ќе дојдам на земјата, дали ќе најдам вера? Чии зборови се ова? На Спасителот Исус, оној кој доаѓа. Многу скоро. Оној кој што ќе ги отвори гробовите. Кога ќе се сретнат милите и драгите. Оној кој што 14-тото колено е до Христа. Дали приметивте нешто во оваа библиска поука? Од почеток до крај имаме 14 саботи. До сега се 13, па 13, па 13 сабота. Да, фала на Господ што не подсетува. До Христа 14.
Во Матеј 1.17 така пишува. До Христа 14. А што? Генерации? Или саботи во едно тромесечие? Толку се. 14. Јако се 13? Се 14. Зашто се рачуна и она последната од предходното тромесечие? И колку дивизии има Генералната конференција? 13. Со Генералната конференција одборот 14. А колку апостоли беа? 12. Уште еден требаше да изберат? 13. Со Христа 14. До Христа, со Христа 14. Овде, крајот на оваа година, ние со 14-та. Необично. Имаше и пред неколку години. 14-та. Ама за подсетник, дека до Христа се 14. А оваа последна песка, тоа е исто како да чекаме пред влезот во што? Да влеземе во бродот што сме го изградиле. Оклопот на вера. Ние со вера живееме, се оправдуваме и ќе живееме, додека не го види моето и твое око Христовото доаѓање. А кога ќе го видиме, нема потреба од вера. Тогаш го гледаме. 120-та песка од Адамовиот пад во грев, а од 1844 година го живееме последното време. Моја желба и молитва е, драги мои браќа и сестри, најзначајното библиско пророштво за 2300 години да не дозволиме некој да ни го разруши како подкопување на темел. Такви тенденции постојат денес. Воопшто не се спомнува 22. октомври 1844 година. Воопшто. Јас не знам од многу денес цркви во светот колку мина ќе го спомнат денешниот 22. октомври 1844 година. Затоа Господ изборува преку духот на пророштвото за остаток на остатокот. Остаток од остатокот. Голем предизвик за сите нас е годинава ни е супер, значи меѓаш, роден ден на адвентизмот и година која што сигурно ќе го заокружи со второто Христово доаѓање ова најголемо библиско пророштво. Зашто заокружувањето ќе биде кога Христос ќе излезе од светињата на светињите, кога ќе се пресоблече од првосвештеничката облека и ќе облече царска. И излегувајќи од светињата на светињите, тргнува како цар на царевите, господар на господарите, каде? Кон нас. Оној верен остаток што му останал верен, да не земе и да бидеме со него во сета вечност.
Amin.